Добро вечер, почитувани, добродојавте во политичкиот магазин вечера со Слован Томич. Задоволство и чест ми е да го представам мојот соговорник, господин Липчо Димовски, председател на Социјалистичка партија на Македонија. Добро вечер и добро ви дојдовте. Добро вечер. Добро вечер. Господин Димовски, како сте по дома прво? Редовна е состојбата. Стачи редно. Како ги минувате денови на вируси, на искушенија? На вируси и искушенија? Па добро, сега поминавме и низ тие фази, како и сите останати граѓани. Повеќе се потпрепме на собствените искуства, отколку на грижата на јавното здравство, Така. за да го поштедиме од ангажмани државата воопшто, а проценивме дека и некоја полза од неа во случајов, во било кој случај што се однесуваат барем до овие вируси нема да добиеме. Така да сами ги решаваме сите ситуации. И политичките? Па особено политичките сами заедно со сите народот. следбеници, односно со народот. Така. Ве поканим вечер овие 60 на минути да поразговараме за вас на личен план и за Македонија што ја очекува во наредниот период, а тоа се изборите 2024 и тоа исто председателски и парламентарни во пакет. Народот ги нарекува, а ја ќе потврдам, избори за опстанок или и опстанок и постоење на Македонија, односно како држава и воопшто како поим во вистинска смисла на зборот. Што ќе да дадете за ова? Па нема што да додам, ја ќе потсетам дека во едно моје учество пред 4-5 години во една друга телевизија, уште тогаш кажав дека за тоа време е Македонија доведена во една таква критична ситуација кога еднината е можда неизвестна. Еве сега сме повторно пред нови избори и председателски и парламентарни, за кои што се согласувам со констатацијата дека се пресудни за државата и за нацијата. Сметам дека на овие избори прво народот и граѓаните, всушност, ајде, јас во сите ситуации изборувам за македонскиот народ, затоа што сум дел од македонскиот народ, и научен сум да зборувам во негово име затоа што сум и негов представник. Така. Македонскиот народ ќе треба да направи ресет сериозен во државата и во општеството, затоа што сите сме свесни дека повеќе на овој начин не може да Не би добро работа. се живее. Државата не е доведено во прашање дали ќе може да се развие, таа не може да се развива и не се развива, туку треба да се стави крај на се по-големото пропаѓање на државата. Значи, Шекспировата е во вистинска смисла на зборот. Да се биде или да не се биде. Так. А ова прашање јас што ќе го поставам, тоа е во рамките на вечерашниот магазин, кој решив да го дадеме на еден друг лик, а тоа е рубриката кој тоа сум јас. Да, ќе замолам режијата да ја постави плочката тоа сум јас, Лјупчо Димовски. Кој е Лјупчо Димовски? Па не сум обичен човек, мислам, во секој случај, кој што често пати импровизира со своите активности, затоа што таква е и професијата пратеничка. Целиот живот е условен од ангажманите во собранието и вака како председател на една сериозна политичка партија. Многу малку останува за приватниот живот, ама има и такви моменти кога Себен статус? Молим? Семен статус? Па не добро, јас сум семеен човек, да речам, и Оженет? Да, меѓутоа многу малку имам време за можеме приватноста, за жал. Да спомнеме госпоѓата? Имам доста пријатели, широк круг на познаници и сите слободни сето слободно време гледам да го поминам со нив, затоа што имаме една пасија која што ја споделуваме сите заедно,
При дружење се отвараат разни теми. Сакам да кажам дека тоа се паметни, образовани луѓе, чие што мислење, ставови, размислување, филозофски погледи на актуелноста, исклучително ги почитувам и држам до нивните ставови и во најчест случај, како што тие ги прифаќаат моите ставови, политички, идеолошки, Значи, дружелюбе во секој случај. Хоби? Да. Па, некој во младоста сум имал хоби, а сега повеќе немам време за хоби. Немате време. Пороци? Имам порок кој што го имаат и најголем дел од граѓаните во Република Македонија, тоа е пушењето. Сега јас од одредени причини здравствени пред се не ги пушам овие цигарети, односно Електронски. сум на малку поквалитетни цигари на тутун, може би 1 до 2 цигари на ден ќе испушам. И тоа е моето пушење, ми тоа е еден, како да кажам, едно големо уживање. Македонски тутун е наш познат бренд. Не е за жал македонски тутун, кубански е овој тутун, да. Пури? Да. Тоа е, има историјат сето тоа, меѓутоа од пред 4 години малку повеќе се посветив на сите тие работи. Со алкохолот? Не пијам јас алкохол. Никогаш? Многу ретко. Се сеќавате на првото пијанство? Ама тоа било многу одамна, во гимназиски денови. Што е за вас љубовта? Како? Што представува за вас љубовта? Тоа е на универзална категорија на внатрешно чувство на човекот, ама тоа е двосмерна улица. Значи, љубовта е и да сакаш некако, ама и да бидеш сакан од другата страна. Така да убава е тоа чувство кога човек е заљубен, а и кога чувствува љубов и кон пошироко, затоа што тој начин на размислување и таквиот однос го чини човекот да биде питом, кроток и внимателен кон сите од кои што е окружен. Опозит љубовта е омразата. Дали ја практикувате? Сум од тие луѓе кои што генерално не мрази или доколку се појави такво чувство на омраза, тоа за многу кратко време поминува исто како лутината. Значи, лутината е комбинирана со омразата во некој дел. Дали проштевате и што е за вас проштевање? Убава карактеристика човечка е тоа. Убава е и да се читаат и некои стари книги во кои што е опишана вистината, а во неа и проштевањето. За многу работи јас во најголем дел на тие нешта сум простил, а има некои работи кои што не ги простувам. Уште 3 недели ни престојува порочка, па затоа ја прашам. Нема тогаш, се надевам, можеби ќе се најдеме на некоја друга телевизија, меѓутоа денес вечерва ве прашувам точно како да е денеска порочка, кому би проштевале, реков. Па, значи, она што може да се прости е простано. А тоа што не може, ниту на прочка не може да се прости. А кој сака да ви прости? Кој сака да ви прости? Па никој не немам сгрешено, баш напротив, така да не очекувам никој да ми простува, затоа што нема што да ми се простува. А кому најмногу сте му сгрешили? Кому сум му сгрешил? Никому посебно. Има ли некој? Не. Ако било тоа несвесно, на кој што јас не ни... Еве имав можност да ве следам дека знаете да заминете на еден топло разговор, вика, убаво го спомнавте, ја ќе го спомнам само Свети Јован Златеуст, вели, човечки е да грешиш, уште по-христијански е да бараш прошка. А убаво е да си имаш топл пријател со кого би разменил мислење и да бараш совет. Моето истражувачко новинарство го кажа во сите сфери, па пролистев таму, видов дека имавте еден добар топл разговор, ќе замолам режијата. Тоа е неговото високо просвештенство, владиката Поврадарскиот ангел. Да. Вие имавте средба. Вчера беше тоа. Да. Како помин разговарате? Па добро, значи, јас владиката Агатангел го сметам за близок човек, со кого што и почесто би сакал да се сретнувам, затоа што се отвараат неверојатно интересни теми. Тој
исклучително паметен човек, од кој што е убаво да се слушнат неговите размислувања. Имате потреба од исповед? Не сум бил јас таму за таа работа. Значи, доколку сум сгрешил некому, веројатно би имал грижа на совест, па би ме натерало тоа да отидам да се исповедам, но да рачистиме, ја би можел да се срстам, ајде да речем, во тие луѓе кои што се агностици, не атеисти, но не и верници. Но, од друга страна, тоа не значи дека не ја познам религијата, христијанството. Веројатно, многу повеќе го познам од некои кои што се представуваат како големи христијани. Так. Но, во секој случај, мене владиката Агатангел ми е драгоцен пријател и многу добар соговорник, заради тоа што во тие разговори со него споделуваме различни размислувања и секогаш се чувствувам дека после секоја средба со него имам во себе дополнително богатство од тие зборови кои што Побогати сте. размениле. Да, че си земам за право, да, беа соговорници двајцата и неговото високо просвештенство Владика Петар, Преспанско-Пелагонски, не оти сум на неговата телевизија. Еве, ескивирам неколку пати и мислим дека е можност да го спомнам, но не го спомнам и ради него чисто не би сакал сега рекламат, знаеме кој е господин Петар. Но видов дека двајцата кога беа во еден заеднички настап, дадоме пораки за Македонија. Само толку би земал да додадам, но ние сме генерации. 3 дена сум постар од вас. Дали успеевте да си остварите вашите планови и соништа? Тоа се остварува, тоа никогаш не може да се реализира. Никогаш човек не може да каже дека ова сите цели во животот што сум ги имал, сум ги исполнил. Значи, човекот сонува се додека е жив. Што би сакале да бидете во животот, а да не сте ова што сте денеска? Како да кажам, значи, доколку ја имав многу еден богат, интересен живот, морам да кажам. Да. Еден дел од мојот живот го имам поминато во тоа време надвор од бившата сојузна држава Југославија, од која што излегов и после 3,5 години се вратив во актуелната Република Македонија. И вашиот татко беше генерален директор на Македонска радиотелевизија Скопје. Мене бил директор, се сеќам. И јас благодарејќи на него бевте амбасадор беше така? Латинска Америка, да. Значи, тој се врати во Југославија, јас останав во Аргентина, во Буенос Ајрес, живеев таму, имам се посебни предизвици, што се вика. Како е да се живее во таа земја? Многу убаво. Екзотично. Не станува збор за тоа. Латинска Америка сама по себе е една магија, Буенос Ајрес е еден култен центар, би рекол, не во Латинска Америка, туку воопшто во светот, затоа што по ништо не се разликува животот во Буенос Ајрес од животот во Париз или во Мадрид или било каде во светот. Тоа е еден космополитски град, кој што ги приваќа луѓето, но тешко име на тие луѓе да се живеат со портењосите. Портењос е називот за жителот на Буенос Ајрес. Јас имав таму повеќе пријатели има во Буенос Ајрес и тие сметаат дека на некој начин сум ја прифатил начинот на размислување, филозофијата на тие луѓе таму од Буенос Ајрес, па и јас на некој начин сум бил портењос. Тоа ми е многу една голема сатисфакција, затоа што кога заминав од Скопје, бев еден човек, кога се вратив од Буенос Ајрес, бев сосема друг човек. Ама, ова сакам да го напоменам. Кога сите бегаа од државата, јас се вратив. Напуштив, морам да кажам, многу убав и лагоден живот, затоа што имав многу добро платена работа. Што работевте? Работев во една компанија маритима, да речам, поморска компанија, која што се занимаваше со контейнерски транспорт на стоки од
бившите југословенски држави за латиноамериканскиот пазар. Диш ми требаше човек кој што зборува и шпански и кој што зборува српско-хрватски, Да. хрватски, српски, словенечки. Бродолинија, како си викаш, да, хрватската една компанија што имаше. Не, имаше повеќе таму југолинија, јадролинија и така натаму бивши југословенски компании. Ова е компанија аргентинска од Буенос Ајрес. Буенос Ајрес е покрај Монтевидео, втората најголемо пристаниште, кое што ги... Колку број жителство? Буенос Ајрес? Многу, 18 милиони. Тоа е голема. Интересно, како би ги поздравиле нашите гледачи вечерва? Поздрав. Па има повеќе Ајде, прекрасен поздрав да ви испратите на... Добро вечер, ола, било како. Да. Има. Дали се суетен во животот? Па нема човек кој што не е политиката. суетен. Да, мислам и ја во некои ситуации, меѓутоа јас сум растеретен од тоа. Ја мислам дека ширината на еден човек е кога прифаќа на пример и шеги на своја сметка, ама тоа па му дава право и да се пошегува на туѓа сметка. Така да Исто хороскоп. не би рекол дека сум суетен. Исто го делам со вас, да. Се плашите ли од поуспешните од вас? Не, тоа е уште предизвик за мене, затоа што би сакал да бидам како тие што сте поуспешни од мене. Сега некој би рекол нема поуспешен од мене, не е точно. Ни еден човек не е совршен. Секогаш има подобар од За него. политичар кој ќе му се постави прашање колку е чесен, доаѓа до прашање колку сметате дека сте чесен, доколку најдете едно портмоне или да не речам торба полна со пари, што би направиле? Би е вратил на тој што ја има. Дали сте љубител на убавата храна и капка? Па се гледа по мене. Дали сте снаодли во кујната? И што Не. сакате? Не? Ништо. Значи, Значи, сакате тука, тоа ми е голема кетеринг? слабост. Иако, додека беше ова ковид кризата, па моравме да седиме дома, имав обиди за нешто такво, па и за некои работи не бев толку неуспешен, ама Да. подобро да не бидам присутен во кујната. Имаше, отидоме повеќе за тема, со минутите, но интересно се слушаме. Верувам дека прв пат таква да вакво интервју, малце лайв, поблиско до вас. Дали сте романтичен по душа? Па тоа е, како да кажам, прво нема човек кој што не е романтичен, нема толку суров човек кој што не Дали бил. некојаш ја однесовте на саканата поедок во кревет? На? На саканата поедок во кревет? Добро, тоа имало и такви ситуации, да. Благодарам на Ако е тоа искреноста. дел од романтиката. Благодарам на искреноста во Може. секој случај. Почитувани одиме со джинглот, веќе доаѓа втората страница од интервјуто. И ова беше сериозно, и ова уште се одиме од таа политичка тема, која е мощно сензитивна. По джинглот се враќаме во студиото. Господин Димовски, како што најавив, темата за вечершниот магазин е правдата има свој ден, а тоа се изборите. Го искористив таа изјава на Конрад Аденауер, голем канцелар германски, кој, да бидам искрен, многу го почитував како име кој даде голем придонес за Германија. Таа завршив една политичка академија токму кон Аденауер и ми е предизвик да му го спомнам името и значението на овој голем великан. Меѓутоа, јас го искористив тоа насловот негов, дека правдата има свој ден, а тоа се изборите. Ќе се согласите со мене? Така е. Не би сакал да направам ретро во изминатите денови, што не се случа, но не можам, а верувам дека вие не би дозволиле да не коментираме. Видов све, слушнав све, меѓутоа ова што овие изминати 48 часа слушнавме дека мисионерот Али Ахмети, кој беше, тоа е неговиот никнейм, друго име што го има регистрирано, медиумите пренесуваат, се дрзнува да и бара промена на уставот по секоја цена, а тоа е избор на председател во собрание. Од денеска, петок, до денот на жените 8 март е тајмингот кога треба да се соберат подписи, основна кандидатура за председателски кандидати. И ќе завршам. Бидејќи тука ми доаѓа, не дека ми е слабост, професорката, пријателка ми е, јавно кажу, денот на жените, па мислам сам дека ќе победи во секој случај. Но ајде да видиме што ќе каже гласот на народот. Ќе ми дозволите, ќе искористам од тебе изборот,
тоа обично го користам во емисијата, да се подсетиме што спомна господин Талија Ахмети, да е својот кандидат, и што вели од другата страна кандидатот на ВМРО ДПМНЕ. Можеме? Одиме со прилогот. Јас играм во Суперлига. Од кандидатот Бујар Османи очекувам да се представи професионално и ќе биде чест за Северна Македонија и граѓаните да поддржат профил на европеец, достоинствен председавач на ОПСЕ, кој на најдобар начин се справуваше со прашањата и се справувал со Русија. Не можам да ги прејудицирам резултатите, но кога ние одиме во битка, не одиме со бело знаменце. Со реторика ЕУ, љубов моја, ЕУ, про ЕУ, фронт за ЕУ, не се оди во ЕУ. Не. Во ЕУ се оди со стандарди во сите области, од човековите права до економијата. Човековите права во Македонија се заборавени и нема да се зачудам ако се соочиме со постапки. Стандардите ни се потребни за да станеме пристојно европско место, досадна пристојна држава. Да. Се одлучи со овие две изјави со оглед дека јасно беше дефинирано дека господин Талија Ахмети игра во Суперлига и неговиот кандидат е Бујар Османи, дефинитивно победник според Талија Ахмети. Од друга ситуација, вие сте здружена опозиција заедно со ВМРО ДПМНЕ. Одите со иста поддршка за истиот кандидат, така? Фала Богу, значи... Што ќе додадете визави господин Талија Ахмети, кој вели дека вие сте проруси, а тие се проевропјани? Да. Прво, Социјалистичката партија уште од 2004 година е дел од големата, или најголема коалиција обнова на Македонија. Тоа е една политичка коалиција која што има исклучително големо влијание во изминатиот период. Коалиција која што се заснува на македонските национални и државни интереси. Така. Како основа на незиното функционирање, како цел на незиното работење. Ова што можам, што го слушам, не сите го знаеме, прво да констатираме една работа. Господинот Ахмети се повлече од кандидатура за председател. Зошто? Тој треба да даде одговор на тоа, а не неговите соработници кои што кажуваат дека не успеале да го наговорат да биде токму тој кандидатот. Може би има страв, може би има несигурност, но во секој случај тој се повлече и се кандидира докторот. Дали докторот го пушти низ вода со? Богу. Затоа што има од другата страна уште еден друг доктор кој што веројатно ќе го добие докторот. Да се разбереме, мене Бујар Османи ми е на некој начин пријател, колега, заради тоа што долго време бевме заедно во иста влада. Тој беше тогаш министар за здравство, јас министар за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ги имаме тие блиски релации и би рекол пријателски односи, но во политиката мора да се кажуваат работите такви како што се. Второ, не може некој да ни кажува за европски вредности, во исто време да ги прави најголемите криминали и плјачкосување на македонската држава и на македонскиот народ и граѓани. Какви се тие европски и како можеме да веруваме во такви ветувања дека тие се носители на идејата за Европа. И сите сме. Како можеме ние да бидеме оквалификувани дека сме проруски? Еве, ја кажав од каде доаѓа. Може ли тие да кажат од каде доаѓаат? За да си го имаат правото да кажуваат дека се проевропски. Не се проевропски, со тоа што го работеле, ама ни најмалку. И таа приказка не им се припаѓа. За разлика од господинот Ахмети, ја слушнавме професорката Гордана Силјановска-Давкова што зборува. И јас го делам незиното мислење и ќе надополнам дека ние, доколку во моментов не можеме да бидеме полноправна членка на Европската Унија, тоа не значи дека сите европски вредности не треба да се обидеме да ги донесеме во Македонија. Па кога ќе се стекнат политички, геополитички, геостратешки услови, тогаш ќе бидеме и полноправна членка на Европската Унија. Ето тоа е европејството. Значи да се обидеме тие вредности да ги донесеме дома, а не да кажуваме празни приказки, а во исто за Европска Унија и членство и така натаму, а во исто време грдни милиони да правиме, да крадеме. Ја отворено кажувам. Бехтеленка, патиштата, други.
оној пат од славен од Кичево до Охрид. Така Сега, натаму. Фабрикана во Тетово за електрични возила. Имаме тој кадар, јас ќе замолам за фабриката во Тетово за електрични возила, што имаме само на терен. Еве, ќе видиме слайдот. Ова има само Да, тоа е дупката. дупката, црната дупка која колку милиони даде 50 Ковачевски? милиони. 50 милиони. А за другите 3 дупки за Бехта и Ленка 250 милиони. 250 милиони. Дали луѓето имаат Како кои се тие европски вредности за кои што зборуваат тие луѓе? Сантимански, Тоа е едната димензија. Другата димензија, ќе ми дозволите. Сега тука и другиот кандидат доставам. Излегува ни со 3 предлози и барања или условувања. Првото условување е промена на уставот за да може да влезат бугарите, нели, истите. бугарите и сите останати во уставот. Втората работа е околу јазикот. Да. Тие 20% да не биде албански. Третата барање е Собрание да се собрание избере да биде. председател. АјПВ нека биде четврто барање, а тоа е подпредседател на Републиката да има. И тоа да биде со Бадентер. Што тоа значи? Прво сакам да напоменам дека јас сметам дека Македонија треба да се врати назад на астомските основи на функционирање на државата. Второ, македонскиот народ е суверенот на македонската држава. Стопанот. Ете, нека биде така. И дека тој е тој кој што одлучува. Со сета почит. Не може, затоа што ние имаме само една држава. Не може да неподносливо е понатаму, и затоа е оваа апатика и разочараност, затоа сите ни бегаат од државата, македонците да бидат подредени во сопствената држава. На тоа треба да му се стави крај. Уште една работа ќе кажам. Сите албански политичари има идеална можност да се солидаризираат со проблемите на македонскиот народ и да застанат на страната и ставовите кои што ги има македонскиот народ. И да бидат исто како нив противници на уставните измени. Се додека не се расчистат работите. Треба да се гледат македонските интереси. Интересите национални на македонскиот народ. А не да се раководиме по некакви желби, сакаме да бидеме вој. Како да бидеме вој? Да ги пуштиме тие две изјави, Нали Ахмети и Таравари, а потоа ве молам залепете исто ако може за председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски, која бидејќи тој се кандидира за председател. Ако може еден сплет. Зборите кои се пред нас, парламентарните и председателските, се од одлучувачка важност во оваа битка. Затоа на овие избори одлучивме да побараме од вас да останете заедно, да се построите со нас за реализација на нашето барање од 2016 и 2020 за уставна измена и избор на председателот и заменик председателот на државата во собрание, вклучување на бугарската и другите зедници во уставот и да кажеме одлучно не на Русија и да на Европа. Моите партнери и јас селиме идното отварање на уставот да вклучи 3 елементи. Прво, внесување на бугарското малцинство и другите малцинства во уставот. Второ, отстранување на 20% што го дефинираат албанскиот јазик. И трето, изборот на председател да се прави во собрание, а не повеќе од следните избори. На Македонија е потребен председател кој што ќе биде гарант на суверенот граѓанинот и воедно ќе биде гарант на уставот и еден начин на комуникација помеѓу граѓаните и власта, бидејќи гледаме дека повеќе од 33 години власта се опива од самата власт и ја здисува. Председателот ја има улогата да биде гарант на граѓаните во оваа држава, дека секогаш ќе бидат обезбедени. Што тоа ќе се случи доколку дозволиме да бираме председател во собрание? Ќе го намалиме капацитетот на државата и институциите на државата кои што на граѓаните можат да му гарантираат дополнителна сигурност. Симптоматично и повеќе од симптоматично, господин Ахмети, во неговиот стил дека не би политичар, мисионер, неговата мисија, не знам која е тоа мисија, господин Димовски, дека ВМРО, Социјалистичката партија и другите партии
беа во Брисел и подпиша спогодба за стабилизација, асоциација, Али Ахмети и дружината негова, пука, убива, кој е проевропски настрой? Токму тоа го зборувам и ја воопшто не сум виновен за фрустрациите, комплексите нивни. Меѓутоа, дали го наручение за македонскиот народ на изборите? Значи, се согласувам, ама македонскиот народ токму за тоа ќе гласа. Еве нека ги слушне убаво изјави. Ја мислам А затоа она ги што пуштам кажа да се господинот слушне. Максим Димитриевски токму оди во прилог на ова ја што го кажувам за професорката Давкова. Тоа е токму таа личност кој што треба да биде председател кој што ќе обединува и тоа веќе го прави. Го Нас сме интегрира. убедени вчера како пратеничка група сите без приговор да и дадеме поддршка како незини колеги. Втора една работа, се бара почитување и спроведување на уставот. Приме ние преку во неа, професорката Силјановска Давкова, професор, експерт по уставно право. Докажан. И на крај, во изминативе 4 години, таа како пратеник во собранието и исклучително беше плодна и на секој ден на дневна основа им делеше лекции на европјаните како треба да се постапува. Но ако толку може да се разбере, не можеме повеќе од сето тоа. Но знаеме дека, ако ништо друго, македонскиот народ и сите македонски граѓани се зрели и одлучни и сите ова го разбираат и дека заедно со нас ги споделуваат овие ставови кои што цело време ги кажуваме. Ќе се земам заправо како автор на емисијата и како новинар кој ги следи сите политички движења, и случувања. Тука ми беше гостин, јас сега чест и слава му на мојот починат пријател, колега Димитров Пеџа. Пред 4 месеци ми беше гостин во гласот во вечерашната емисија, исто вечер за Слободен вечер или Слободан. Стео Пендаровски не би требало да се појави како кандидат, бидејќи еднашка побара само да има мандат, ништо повеќе. Вториот, неговот пензионерски, што следува по устав, по законот, една канцеларија во Министерство за надворешни работи и ништо повеќе. И уште ово можам да кажам, на еден бриф, на вистина го почитам, господот Пендаровски во искреноста, вели, Слободан е народно, не е сленг, ме изиграл ја. Како ги нарекуваш ти? Не би сакал народ да ги вика комуњари, меѓутоа далеко се од комуњари. Ме извиси во изборите во единицата двојка, ме извиси, еве се виде господинот Зоран Заев, кој никој не го спомнувам, ако поголем коментар, али морам да го акцентирам, не му изради почит на инаугурацијата, зема да завози трицикл или четирицикл, не му дојде да му честита на денот. Таа дискрепанца, господин Димовски, создава една голема хаотична ситуација во Македонија. Еве и ова ќе го кажам, во разлика од Али Ахмети и господин Фатми Битичи, тука минатата недела беше кај што седите вие, вели, господин Томич, мене Македонија ми е држава татковина, немам друга алтернатива. Ако се спореди Битичи со другите, вистина голема разлика. Тоа знаем поразлично, да. Инаку, ова со господинот Пендаровски, прво ќе видиме дали на вистина ќе биде кандидат. Мислите дека е тактика со математика? Не, мислам, веројатно ќе биде. Значи, до толку нема да се Штом се сликал со Агелер? Како да кажам? Не мора да значи? Ако толку се придава важност на сите тие фотографии, во ред, меѓутоа, нели, народот е тој кој што носи одлуки. Одлучува. И народот е доволно свесен за кого ќе гласа, а не да се раководи според фотографии на овие кандидативе. Следно ми беше зборот. Така, пред 5 години Пендаровски кажа за народот дека е стока која што се товари во автобуси, комбини и така натаму. Па некако преку тоа се преиде. Меѓутоа во изминатиот период Пендаровски беше првиот кој што кажа дека Гоце Делчев е бугарин. Сега мислам дека народот ќе му објасни на изборите што мисли на најдиректен начин, што мисли за тоа што го има изјавено. Има некои работи кои што не се простуваат така, има некои работи за ова што е лајт мотив на емисијата, има некои работи за кои што ќе дојде ден да дојде и правдата. Ето, тоа е тој ден 8 мај. Да, дали е тоа што Автогол си дадо и со изјавата, се сеќавате?
Пендаровски гостуваше во една емисија која вели и Зоран Заев и Али Ахмети добро знаеле, информирани дека Русија ќе удри на Украина, и тоа 3 октомври беше изјавата, и не дозволи да се народот подготви, да се организира, може би дел од некои од нашите сограѓани, сонародници убаво се организира, а македонскиот народ породи државјанство тие што не беа во тој табор и платија и плаќаат ден денеска пенали. Дали со такви автоголови се добива победа? Дали со тапија? Автоголови што си ги дават едни на други? Прво, вака да бидеме на чисто на дека некои од тие високите кругови каде што се донесуваат тие крупни одлуки, ќе сподели информации со нашите, дали, во тоа време премиер и председател на држава, мислам, да не веруваме во такви приказки, а второ, загрижува нивното гледање на самите себе дека се толку важни да има такви, нити имале информации, нити ќе имаат. Дури на крајшта, по сето нивно однесување, јас мислам дека таму во НАТО структурите не постои сериозен човек кој што би можел да сподели некоја почувствителна информација со нив. Па најмалку околу, како да речам, овие работи кои што се однесуваат на воениот судир. Да, господин Надимовски, искрен сум, не сака своите лични, место фрустрации, мои лични незадоволства, ги артикулира повеќе пати. Но го критикува господин Црвенковски повеќе пати, но некогаш и го не пофалив, него го едноставно респектира во делот на неговото однесување визави политиката што ја води СДСМ во оваа констелација на така наречени политиканти, Зоран Заев, визави Ковачевски. Може да ми дозволите, почитувани вие, еве сакам да видам каква е ситуацијата меѓу СДСМ версус СДСМ. Тоа е Ковачевски версус председавачот на Советот на Велес. Вие сте велешанец, така? Да. Да видиме што вели Ковачевски за граничаникот на Кисела вода, Георгиевски, а што му одговара неговиот сопартиец од Велес. Одиме? Јас често одам во Кисела вода. Вие имате во јавноста можеби најактивен градоначалник. Тој има цел ден на Facebook постови. Она што го видов единствено е дека работи и во сабота. Ама не видов ништо сработено во Кисела вода. Истите дупки по улиците, истата неискосена трева, истите неисчистени улици, истите преполни контейнери. А работи и во сабота. Погледнете го Орце како се справува во Кисела вода. Нема канализација и водовод кој не ги реши човекот за 2 години со многу мала помош од државата. Тој нема проблем нити со било кој министер, нити со битики, нити со министер за локална самоуправа, нити со агенција за спорт. Се човекот кој што зацрта направи. Во овие 2 години он ја реализираше неговата програма 100%. Ама не видов ништо сработено во Кисела вода. Треба сите да гледаат пример од него. Ако е од ВМРО да помага. Го почитувам без наискрен. Без обзир што имам можност да одам во Кисела вода и го гледам напредокот на населбата, што не можам да го кажам за Маринкови, што односно за овој на Зорете Милковски син му претходно. Дрво на дрвата со други зборови. Јас често одам во Кисела вода. Ама не видов ништо сработено во Кисела вода. Човеков ја заживеа општината. Среди пазар, направи подземен катастар, среди и пазите во услови кога со шпицната е народ на ног. Во услови кога со централната власт нема, нели како што кажувате, со работа. Тебе изваре, благодарам на секој случај. Ова се делата. Режа, подгответе ја повторно дупката за електричните, нека дека разговараме да му одговориме на господинот Ковачевски за дупките од Кисела вода. Што ќе коментирате? Сериозно го земате Ковачевски. Па несериозно го зијаме неговиот претходник, кој не се спомна го Сандимовски никаде. Имам ја коментар. Прво, јас бев на тој отчет на градоначалникот на Кисела вода Орце Георгиевски, во кој што, значи, ја имавме програмата негова предизборна, се констатира дека во огромен процент веќе тоа има изреализирано. И од детски градинки, и од паркинг простори, таму особено, и во оние канализации, водоводни мрежи и така натаму зеленило,
Значи, се што беше предвидено, тој веќе во огромен процент имаше реализација. Наново ќе треба да биде во ситуација да пишува нови програми за нови активности до крајот на мандатот. Ја лично би сакал господинот Орце Георгиевски да биде мојот градоначелник на град Скопје. Не само на Кисела Вода, зашто гледаме дека човекот е супериорен во однос на сите негови претходници и дека на сите граѓани во Скопје ни дава надеж и очекување дека токму на Скопје му е потребен човек како него, кој што ќе може да се грижи и да се справи со сите проблеми кои што ги имаат граѓаните во Скопје. Од организирањето на јавното сообраќајно предпријатие, од подземниот катар, сите работи. За разлика од сегашната ситуација што имаме правено. Го спомнавте на кратко господинот Бранко Црвенковски. Мислам дека сериозните членови, колку што се останати уште во Социјалдемократскиот сојуз, ако можем така да кажем, жалат за тоа што тој повеќе не им е председател и да за волја на вистината, тој како председател на државата, па никогаш не направи никаква грешка која што... А можел да го смени името? Ама не го направил. Не го направил. Значи, имал став, принцип и, ако ништо друго, не ја спитал кичмата. И тоа треба да се почитува. Секако, јас се јавно кажам. За разлика од него, неговите наследници овде, што направија од партијата, на колку делови е поделена тоа, не сакам да навлегам, тоа се нивни проблеми, меѓутоа, и не само јас, него и граѓаните во државата, а и самите. Дали заслужува таква партија која вели дека е државотворна, што е факт наследници? Колку била државотворна, еве сега гледаме. Нема ништо од сето тоа, но ќе ја најде веројатно ситуацијата на Пасок во Грција. Зашто се нервираат ако некој им спомне дека ги чека судбината на Пасок? Ама тоа е... Нели треба да се редефинира, да се прочисти, да се... Не, па тоа таму ќе дојде до рачистување, само тоа е внатре-партиски проблем кој што луѓето кои што се во партијата, кои што се искрени членови, ја ги има такви, ја ги многу пријатели, ќе треба да се ги расчистат сите тие работи. Патем да кажам, тоа е партија која што наназад до временски период вршеше сериозен притисок врз социјалистичката партија. И ние никако таа политичка партија не можеме да сметаме, ние сметавме за политички противник, а тие нас не сметаат за политички непријател. Ако е така, тогаш и ние ќе го имаме тој став, заради тоа што имаме многу лошо искуство во изминатиот период за сите притисоци. Многу одамна, значи да не се навраќам на минатото, меѓутоа, еве, од 2016 година па до сега. Да. Светот ќе го слави денот на победата 9 мај или денот против фашизмот. Вие како би го дефинирале, зашто тоа што имате 8 мај избори, 9 мај како ќе го дефинирате? Па, прво микс тоа би било прво ден на победа на македонскиот народ. Секако јас. И ден на освојување на слободата и ден на враќање на државата на македонците. Тоа се три значени работи, дај Боже да биде така. Па после ќе ставиме и ден на победа, затоа што тоа е и наш ден на македонскиот народ, заради тоа што ние 41-та година сме застанале на вистинската страна, демократска и антифашистичка. Што некој ги брише со бруселици сите тие... Па колку сакаат нека бришат, ама они кодот и меморијата на македонецот не можат да избришат. Весан Димовски, имам чест и привилегија што сум со вас вечер во емисија без куртоазност, секогаш сте објективен, како и вашиот претходен председател, кој ја љубеше и сакаше многу Македонија. И наистина не може да заборави неговиот лик и дел. Што е за вас ветување и исполнување на обврските? Па јас сум бил во таква ситуација кога сум излегол на парламентарни избори, сум понел програма и после тоа сум се нашол во ситуација тоа што сум го ветил, тоа што сум го напишал во програмата и да го исполнам. Да се разбереме. Значи, коалицијата обнова на Македонија и ВМРО ДПМН и Социјалистичката партија и сите останати политички партии во коалицијата се составени од исклучително сериозни луѓе, кои што особено внимаваат на дадениот збор и на ветувањата. Ние ништо нема да ветиме и сега, доколку не сметаме дека нема да го реализираме. Да се подсетиме
на претходната влада, колку имавме ние обемни програми, па имавме отчети на секоја година, па ова сме направиле, тоа сме направиле и на вистина максимално се заложувавме сите, не само во владата, туку и во политичките партии и меѓу пратениците, ветеното и да го исполниме. И за мене, значи, една од карактеристиките на секој човек е јавно искажаниот збор и ветување. За тоа мора, доколку се има принцип и доколку се има достоинство, почит да се кон нема да се народот исполни. и честност. Тачно. Дали политичарот треба да биде арогантен, безчувствителен, неискрен со своите ветувања или да рече дајте ми го гласот, а потоа Не, па што тоа е сакате? спротивно на ова јас што го кажувам. токму затоа е прашам бидејќи да жал практиката го вели Ама во го изминатите има, да. секоја чест на исклучуци. Господин Дивовски, реков нема да ќе дишам на секој политичар, дали опозиција или власт, во врат, а да не се спомне човекот кој направи големо злодело на македонскиот народ, народна констатација и забелешка, а тоа е Зоран Заев, кој го излажа народот, се излажа ветувајќи дека се клонел во својот дедо, прадедо, чукун дедо, брач, кој беше, не знам дека нема да го смени името и така натаму, а видовме што се случи и се случи голема проневера и продажба на македонското име. И за крај, мислам не на крај, имам уште 15 минути. И конечно да председателот на државата поранешниот вели името е продадено за 150 милиони долари. Беше една забелешка зашто Иванов молчеше до сега. Но еве, се шитна името, народ вели за 150 милиони евро. Прво, за претходниот што го кажавте, да не навлегуваме во неговата ментална состојба, која ги има кажано тие работи и како последица на тоа па она што го направи, злосторство, си има институции кои што Дали застарува тој злосторство? не, тоа не застарува. Но има и институции кои ќе го згрижат за таа состојба и така натаму. Значи да памтиме, да не оптеретува сега тоа Меѓутоа, во сепак овој да го имаме период, пред нас. но секако. А ова што го кажувате, просто е за мене тоа неверојатно, да ви кажам право. Значи, јас сум во одредена ситуација бил ставен да ми се понуди нешто. Да, благодарам многу за Меѓутоа, како да кажам, мојата честност, моето достоинство, мојот образ на крај на краишта, моето воспитување и мојот однос кон моите покојни родители, а и приврзаноста кон мојот народ, не ми дозволувале ни секунда да размислувам дали не станувало збор за такво нешто. За Виле Предавсоден факт одговори, речеме молам списокот за гласање за и околу промена на името. Ова е историја. Да, господин Димовски, ви се познати овој листинг. Не знам, гледачите, верувам дека се поголем формат на екран и да го зумирате. Тоа се пратеници кои гласеа за и против. Вашето име стои не, против промена на името. Има некои кои не биле на, и тоа ме е сумтимателно, зашто не беа мажи за застанат да речат нека вие. Туку не беа на гласање. И тоа е повторно... Не, Сега тоа мораме тоа јасно и гласно Во речи. 2018 година, да. Никој што, Овој тоа останува гласањето, историјата. Хроничарите ова ќе пиша нашите Па внуци. сада ве ќе го подсетам и вас и гледачите, народот ова не го заборава. И не би требало. Фала Богу. Ова е првото гласање за потребата од отварање на Уставот за вршење на уставните Така. измени. И тогаш ова е забележено, значи На кој втори како години, гласал, но тоа беше, да подсетам, устно гласање. Значи, ние од нашата коалиција ги напуштивме столчињата и застанавме покрај зидот во салата. Зошто? Ова јавноста не го знае. Ве молам. Затоа што имавме информација дека до толку се навлезени некои, како да кажам, иницијативи, да постоеше опасност, доколку седиме без оглед кое копче го притискаме, се одредени злоупотреби. копчиња да бидат за гласање, за да исклучиме таа можност, зборите? тој ризик. Да? Ама има многу работи кои што народот не ги знае. Допрва ќе се Зато одвијува. излеговте Затоа, над... ние затоа станавме. Браво.
Ама како што становме, така останаа да седат оние наши, да речем, Послушници. до тогашни пратеници кои што гласаа спротивно. Не навлегувам, значи, на сето тоа. Ја сега зборувам за ова. Листингот го покажавте. Излезе на говорницата генералниот секретар на Собранието. Да. И поименично од прв до последен 120 пратеници ги прочита и тие устно се Да, изјаснува. вие сте под бројот 028. Да, тој е бројот на картичката. Вашиот колега Илија Димовски бил против исто, така? Добро. Да. Како е, да. Во ред, кажете ми, во секој случај, ова не сум го знаел, дека вие ради тоа излеговте Меѓу другите работи, работи. Господин Димовски, интересно што државата ние сме затворили како една конзерва. Режија, ја би замолил тука, ако ми дозволите, почитувани повторно ТВ избор, правиме едно подсетување, благодарам на моите колеги по медиумите, али тоа е за интерес за волја на вистината, во оваа емисија да малце се подсетиме техничкиот министер кој на вистина, според народна констатација, преемотивно. Таков човек немаше Македонија како министер за внатрешни работи, кој со сета душа и срце се бори. Ајде да слушнеме што збори господин Тошковски. Панчо, да видиме како ја дефинирала ситуација околу патните исправи. Во моментот на подпишување на договорот, функционери кои што учествувале во процесот се полтрони, колку и да грубо звучи, кои што не си ја сакаат Македонија. И не работеле во интерес на македонските граѓани, туку работеле во туѓи интереси. Зошто? 2 грама мозок да имале у главата, вака наједноставно кажано, 2 грама мозок да имале, немало да остават рокот 5 години да биде. Па сите знаеме дека документиве максимален рок на важност е 10. Сите знаеме дека максимален рок на важност е 10, така? Значи само 10 години ако ставеле рок на важност за промена на документи, еве, нели, тоа морало да се направи и така натаму, сега да не навегуваме во старите. Да не коментираме договора, да. Само да стоело 10 години рок на важност. Заради тоа што некој немал памет во главата и сменил закон како што сменил, а при тоа знаеле дека не може да ги произведат и не можат да ги заменат за временскиот период кој што останува од 2021 6 месец до 2024 2 месец. Теоретски било невозможно да се сменат сите документи. Теоретски било невозможно. Значи, видите, во правото има една работа што се вика умисла и небрежност. Умислата дава одредена потака строга квалификација за разлика од небрежноста, зависи за кој дел збориме. Овде знаеле дека не може да ги не можеле да не знаат. Во најмала рака, како што Љуби една обвинителка порано што беше шефица, вика должни биле да знаат. Па должни биле да знаат, да, должни биле да знаат. Да. Еве, тоа беше министрот ја кажа вистината и суштината. Дали може да биде повторно здружување, простете, тероризмот е здружување на сили или антидржавни елементи против уставниот поредок. И овој еден вид уставен поредок. А за разлика на луѓето кои се притворени 2 века или 300 години колку имат затворски казни за тоа чија ми стои емисија. Како коментирате се тоа? Дали може тоа да биде повторен договор меѓу двете партии, а да се обвинува едно лице, да речеме, сепак тука е колективка, одговорност колективна одговорност. Прво, го видовме чувството на Панче, честноста, патриотизмот. Емотивност? Тој е велешанец гемиџија. Не може да биде подруг. Кај, да. Мене ми е, ја и во други прилики им кажано дека сум навистина среќен, прво што го познам, ние сме пријатели со Панче. Своевремено 2008 година јас бев една година заменик министер во Министерството за транспорт и врски, кај што Панче беше вработен во секторот, правниот сектор. И така натаму, значи сме и соработувале, а уште дополнително по велешка линија сме биле поврзани, така и денеска останато. И ја навистина ми е задоволство кога го гледам него. Ќе ми дозволите само нешто во интерес на времето, имаме околу 6 минути. Добро. Само да видиме дека сме затворени во конзерва, тоа повторно дека со дипломатски пасош можете да минете Па се држава. наводно не можело. Да, може да го едно 2 минути, молам почитувани.
Останете со нас. Речево да провериме дали навистина сме затворени како во конзерва, дали ќе ни дозволат да ја поминеме државната граница и дали ќе можеме да го оствариме нашето уставно загарантирано право за непречено движење и слободно излегување и враќање на територијата на Република Македонија. На 50 на метри пред нас е границата. Обиде колегата Бране со обичниот пасош да ја помине границата, а потоа има и, да, еве го, обичниот, потоа има и дипломатски пасош. И двата се со Република Македонија. Без севера? Без севера не може да излезе. Тоа се работи за обични пасоши. А за редовните не може да се излезе без севера. Това за сите важи. Да, за сите. Тоа важи за сите. За дипломатските немаме некој посебен стил. Сега ипак се работи за дипломатски пасоши. Јасно. Благодарам до вас. Пријатно. Обичниот пасош кој што се уште не ни е сменетие со Република Македонија, не ни беше дозволено да ја напуштиме територијата на Република Македонија, но зачудувачки и изненадувачки за нас беше тоа што кога го приложивме дипломатскиот пасош, истите службеници овдека ни рекоа дека немаат никаква инструкција за дипломатските пасоши и дека може да ја напуштиме Република Македонија со дипломатски пасош на кој што стои Република Македонија. Имаме порака до нашите колеги во собрание веднаш да биде ставен на гласање и да се усвои предлог законот за измена и дополнување на законот за патни исправи со кој што ќе се продолжи важењето на пасошите. Имаме 44 гласа во собрание, во секој момент. Да. Благодарам многу. Тоа беа Бране Петрушевски, Миле Велков, пратеници на ВМРО-ДПМН. Од друга страна, Тадала Джафери бара да се суспендира, да се одземе... Да се разреша. Да се разреша. Еве, видеговме финале, ваша порака, ваш сублимат, што би кажале, што би додале? Прво вака, околу пасошиве. Јас се уште сметам дека е ова дел од таа мастер сценарио во кој што преку сите овие проблеми кои што се случуваат со образците и со печатењето и со издавањето на пасошите, станува збор за одземање на правото на македонците кои што се надвор од Македонија да можат да се вратат назад на 8 мај да бидат дел од гласачите кои што да се блокираат. Да. Тука мене никој не може да ме разубеди дека ова е туку така случајно и дека до толку како што кажува Панче 2 грама мозок немале, имале они повеќе мозок, ама го употребиле за во лоша насока. Видите, секој кој што му се протиставил на волјата на народот, на крај ќе излезе како губитник. Така ќе биде и на 8 мај. И сега во оваа ситуација сакам да ги потсетам на граѓаните на Република Македонија дека прво имаме една морална обврска сите ние да излеземе на гласање. Второ имаме на граѓанска обврска да излеземе на гласање. И на крај на краишта имаме на македонска обврска повторно да излеземе што помасовно на гласање, затоа што тоа е единствениот и најсигурниот начин дека ќе можеме сите заедно да ја извојуваме победата изборна. Изборната победа има голема символика во себе. Јас кажав и малку претходно, ние на 8 мај треба прво да му ја вратиме државата на македонецот, затоа што државата ни е украдена. Државата, мислам, институциите, апаратот, администрацијата и така натаму да бидат ставени во сервис на државата и државата да го има целото внимание како една социјална држава, па нели ние така се декларираме и по устав сме, да може да се грижи за благосостојбата на граѓаните. Второ, треба да се ја освоиме слободата преку изборите на 8 мај. Ова што сега и вие го кажувате дека сме затворени во концентрационен логор, па тоа е тоа дополнително отежнувачко робство кое што ние не можеме да излеземе надвор. Таа слобода исто ја сакаме. И на крај да донесеме промени во државата, промени кои што ќе гарантират успешна Република Македонија и среќен и задоволен македонски народ. Благодарам многу што бевте мој соговорник. Исто така. Во ова вечерашно издание на Вечерни магазини, посакам добро здравје и успех. Ви очекувам повторно. Благодарам, да. Почитувани гледачи, тоа беше за вечерва. Ви благодарам за вниманието.
за многу години утрешниот празник Свети Ѓорѓи Кратовски. Еве, ќе му го честитам и менденот на мојот син Ѓорги за многу години. Пријатно.